Океј, добар ден, уште еднаш поздрав до сите. Гоце следниот слайд, еве јас да се представам, макар да повеќето мислам дека ме знаат. Јас сум Зоран Настески, управител на Zonal Software, ова се моите податоци, имейл и телефон, слободно, доколку има некој потреба може да ме контактира. Денеска, значи, разговараме на темата електронска фактура, што ни пропишал законот, што треба да испочитуваме, што е направено во Zonal Software. Значи, една кратка агенда би бил еден краток вовед за рокови, значење на електронската фактура, макар да сигурен сум дека повеќето од вас знаат за што се работи. Ќе влеземе втора точка во објаснување во една техничка презентација во Helix, како тоа изгледа и како е решено од страна на Zonal Software. Ќе представиме во оваа прилика и уште неколку други новини на што работиме, што имаме ново во моментов и што е предмет на развој, и на крајот ќе одговориме на сите прашања, така да ве охрабрувам слободно да поставувате прашања во чет. Ќе се обидеме сите да ги одговориме, за да тие бар што можеме, нели, се разбира дека и законските институции можеби ќе има промена од страна на законот, промена во техничкиот дел и така натаму, меѓутоа не е проблем, ќе се адаптираме кон сето тоа. Сега, еден мал краток вовед што е тоа електронска фактура од страна на колегата Гоце, па после јас ќе преземам за техничката презентација. Повели Гоце. Благодарам, Зоран. Јас ќе се обидам во обедот да видам што пократок, затоа што мислам дека меѓувреме веќе сите се запознавме што се случува, кога ќе се случува и како ќе се случува отприлика околу е-фактурата. Меѓутоа, неколку напомени, значи, првиот слайд е обична една разлика меѓу традиционална фактура, значи документ во PDF или испечатен и така натака, кој досега не ни функционираше, дали дигитално подпишан, дали со класичен печат и така натака, и она што се случува од 1 октомври најверојатно за сите, структуриран електронски формат, JSON е технички, тој ова е единственото спомнување некој технички детал, документ со кој конечно се потврдува прометот, читлив за машини за автоматска и моментална обработка. И овој документ е исто подпишан со електронски криптографски подпис, значи е врзан како сигурен документ. Зошто го оведува УЕП? Тој дел околу делот на што државата ќе добие, мислам дека сите знаеме, во делот на контрола во реално време, елиминирање фиктивни трансакции, сузбивање на сивата економија и така натака. Она што ни е поважно и она што е поважно за нас е во делот на што ние како компании или како вработени ќе добиеме. Едното е за компаниите, заштита на ресурси и хартија, апсолутна сигурност во прометот со други компании, елиминирање на измами и грешки, а за самите вработени па уште повеќе, драстично помалку административен товар, значи фактурата со еден клик, Зорки најдобро ќе го објасни тоа во системот во Helix, оди во УЕП, поедноставена сметководствена работа, зашто тие документи ќе ги имаме веќе во направени во Helixот и автоматизирано процесирање на самите документи. Овдека има еден слайд кој треба да покаже што се ќе се случува во моментов. Значи, архитектурата на поврзувањето со е-фактурата оди на 3 нивоа. Имаме веб-портал, тоа е за помалите компании кои директно ќе ја користат платформата на УЕП, таму да ги припишуваат фактурите. Меѓутоа, тоа би било дупла работа и тоа сигурно не одговара за вас како компании. Дополнително има апликација со која вие можете да проверите дали системот, фактурата што ја гледате е валидна, и она што денеска Зорки ќе го презентира после вториот дел е автоматската размена на податоци директно од ERP системот во случајов со Helixот. Фактурите што ќе се изработуваат може да бидат према бизнис, према држава и према до крајните потрошувачи, тогаш ќе се она што во втора фаза ќе биде или е фискалната така наречена. Меѓутоа тоа не е сега предмет на оваа денешна презентација. Временската рамка од она што досега го имаме како информации како УЕП, можеби некој од вас ќе каже дека има некои други информации или ќе даде може подочни информации, може да веќе нешто се сменило, е дека оваа фаза
која привршува до крајот на месец март, беше фазата во која ние како IT компании требаше да ги прилагодиме ERP решенијата, добивме технички напатствија од УЕП и тоа ние го сработиме и денес ќе го презентираме. Во следниот период ќе треба да бидат подетални тестирања и пилот фаза со одреден број на компании, а сега како информација стои податокот дека од 1 октомври 2026 ќе биде задолжителна имплементацијата. Со тоа што до крајот на месецов март би требало да биде изработен и овој веб портал и УЕП да го објави дека е пуштен за рачно правење на фактури во нивниот систем. Кратко, што вие пред тоа треба да направите за да може да бидете воопшто корисници на овој систем. Предпоставам дека затоа што најголем дел од вклучените ни се сметководители на самиот вебинар, предпоставам дека сите сте регистрирани на системот УЕП. Ако сакате да тестирате и до тест порталите ќе да се вклучите. Другиот чекор е делегирање на овластување околу делот на е-фактурата и третиот момент е дигиталниот сертификат кој мора да го имате. Тука зборуваме за квалификуван подпис кој е издаден од двата издавачи на такви сертификати кај нас во моментов, тоа се Телеком и Кипс, нели? Значи, првиот чекор треба да се бидете регистрирани во УЕП за да можете воопшто да користите овој систем, со тоа што за да може да го тестирате, ако сакате да го тестирате, како што ние тоа го правиме во изминативе месец-два. Има наменски лик за тестирање од УЕП и тука може да се тестира целото работење. Без валиден профил на УЕП не е можен пристап нити до системот за е-фактура. Тука е опишано како вие може да додавате и како вие можете да додавате како чекори. Мислам дека ова веќе најголем дел од вас го знаете, чисто беше само како повторување. Значи, се внесува вашиот број, автоматски се генерира и се исплаќа мејл до тој што е наведен како лице кое се воведува во системот, се клика на мејлот, се прифаќа или се одбива овластувањето. Ова го знаете можеби подобро од нас во моментов. Она што е ново е оваа матрица на привилегии кои вие може да му доделувате или не на корисниците кои ќе работат во системот. Значи, администраторот може да додава и отстранува корисници, да управува со нив. Друг тип на привилегии се креирање и праќање, значи да може да издава фактури и пратечки документи кон системот, преглед на документите, значи ова збориме во системот на УЕП, не во Зонел. За во Зонел што се случува во Helix, малку покасно на таа тема ќе спомнеме. Одлучување дали тој корисник може да прифаќа или одбива фактури и можноста да ги креира сторно или не. Ова сето тоа вие го правите во делот на УЕП системот. И на крајот, во секој случај мора да имате вие регистриран сертификат. Во случај ако влезете во системот НУЕП и немате регистриран сертификат, тоа е првата работа што ќе ви ја побара. Предпоставам дека во моментов вие кај сите вас тоа завршено и потребна е специјална инстензија нели на веб прилистувачот за овозможување комуникација со USB токен. Мислам дека тоа веќе сите го имате поминато. Од прилика ова беше во ведниот дел. Сега јас би го преферил работењето на овој слайд веќе на господинот Зоран, отприлика да го објасни како во Helix се работи процесот на е-фактура до оваа фаза до каде се сме стигнати во моментов. Благодарам, Гоце. Сега, останатиот дел, дали се гледа мојот екран? Само јас ќе го Моментов. стопирам. Да, се гледа. Да, се гледа, супер. Ова беше, значи, краток вовед во врска со електронската фактура, кои се потребни предуслови, позиција каде што, како се случува на порталот на УЈП и така. Сега ќе се прошетаме малку низ техничкиот дел, како е тоа решено во Helix од страна на Zonel Software. Значи, од една страна имаме рачно внесување на порталот, рачно внесување на сите податоци, артикли и така натака. Сакаме тоа да го избегнеме, да биде сето тоа дигитално, технички и автоматски решено преку Helix ERP системот што го користите секојдневно. Наша главна беше, и мислам дека ја постигнавме, да биде тоа што поедноставно, што по-неприметно. Дури се надевам дека ќе има и подобрување во иднина, уште поголеми автоматизации, меѓутоа мора да почекаме и
и законските институции и УЕП и нивниот систем да се стабилизира, да се официализира и така, затоа што сме се уште во тест фаза, па ќе следи тестирање, официјално тестирање, нели се додека не стане тоа официјално. Така да, ова решение ќе го поделиме во 4 дела и ќе го погледнеме технички во Helix како е тоа реализирано. Првиот дел е сетирање на сертификатот, оној што служи за подпишување на електронските фактури и нивно испраќање како подпишани до системот на УЕП. Ќе го видиме во Helixот, значи само во фирми, во промена на фирма, во e-фактура, ќе го покажеме, само ќе го прочитам, се внесуваат сите потребни податоци за сертификатот и тоа се прави еднаш и тоа е доволно. Вториот чекор е доделување на привилегии. Имаме сега во моментов 2 привилегии за корисници, кој корисник смее да прикачува документи и кој корисник смее да има пристап, односно има пристап до конзолата за преглед на закачени, предадени документи, непредадени сите и така натака. Третиот дел би бил технички самиот дел на поднесување, може да биде за една фактура или масовно, што е исто многу олеснително. И ќе ги покажеме двата начини, со тоа што секоја излезна фактура, секој документ или општо кажано калкулација во програмот треба да има комитент со валиден даночен број, овде ќе го нагласам, валиден даночен број, и да биде од тип фактура. Ние во излезните документи имаме преносница, имаме, нарачка, имаме испратница и други типови, треба да биде фактура, затоа што системот во оваа тест фаза поддржува само поднесување, и тоа само може да го тестираме, само поднесување на фактура. Постапката е потполно иста, и тоа ќе го покажеме на кратко, дека е постапката потполно иста и за излезни, и за услужни, и за малопродажни фактури. И на крајот ќе погледнеме конзолата за увид, за преглед, кои документи се предадени, кои не се и така натака. Значи, тука и напредниот филтер исто во делот на излезните документи. Сега јас ќе се префрлам на Helix. Мислам дека се гледа. Ќе отидеме, значи, одиме во материјално, во излез, или во услуги, или во малопродажни документи. Значи, ова материјално излез, ја го имам извадено како шорткат излезни документи, а постапката е потполно иста за излезни и сите копчиња, излезни, специјални опции, исто така, ќе ги видите и во излезни, и во услужни, и во малопродажни документи. Една фактура, овде намерно е земен пример на фактура од Zonel софтвер до Zonel софтвер, затоа што треба и испраќачот и примачот да има два валидни даночни броеви. Јас првиот дел ќе го поминам во избор на фирми, значи каде се, во промена, каде се внесуваат податоците за самиот дигитален подпис. Значи, фактура и ова се тие неколку 3 податоци кои задолжително мора да се внесат. Тоа е даночен број на испраќачот, контакт на испраќачот и имейл на испраќачот. Што значат? Во принцип, првите 3 не се задолжителни, затоа што фирмата која сме ја избрале, со која работиме, ги има веќе овие податоци. Меѓутоа, овдека овие се предвидени доколку испраќачот е некое книговодствено биро или некоја друга компанија во име на фирмата која сме ја избрали. А онаа фирма која е избрана и која вистински ги предава, ги закачува, ги поднесува фактурите, ги има следните податоци од ЕПДД, преземаме ID и серијски број и тампринт од самиот сертификат. Значи, оној што го инсталира сертификатот би требало да ги знае овие податоци, тие се читаат од самиот сертификат, се внесуваат еднаш и важат за сите поднесени електронски фактури. Значи, доколку компанијата уште еднаш е истата таа, што сме избрали во избор на фирми, истата таа предава фактури, тогаш првите 3 податоци не мора да се внесат. Меѓутоа, доколку некој книговодствено биро предава во име на друга фирма и има овластување, дозволени привилегии на УЕП, тогаш првите 3 податоци се задолжителни за оној што испраќа. Тоа е едноставно регистрација и внес на неопходните податоци. Сега, втората точка беа привилегии. Значи, за таа цел, одиме во систем, корисници. Јас сум тука регистриран.
во делот општо имаме две нови позиции за дозвола за креирање, односно прикачување, доставување на електронска фактура и дозвола за увид во панелот за кои фактури се поднесени, кои не се, или сите фактури. Значи, едната се однесува за дозвола за прикачување, а другата е за некој менаџерски увид кој има право да ги погледне тие извештаи за фактури. Ќе ги погледнеме и извештаите. Сега се префрламе во излезни документи. И тука ќе го поминеме процесот на поединечно и на масовно прикачување. Еве една фактура, таа фактура има артикли, еве ќе влезам во содржина. Значи нормална фактура со два артикли, измислени податоци. Сега, решението има неколку копчиња. Прво, има на менито имаме фактура, испраќање на една фактура за позиционирана фактура, односно калкулација, и масовно. Ова за една го имаме исто така решено како попрактично од десна страна како копче испрати е фактура. Испраќањето се одвива на следниот начин. Ова е порака дека се уште сме во тест околина, во тест платформа, во иднина ова ќе биде тргнато и системот од нас бара да внесеме соодветен пин. Со внесување на пинот ќе добиеме повратна информација, еве во оваа колона за фактура, дека таа е веќе предадена на системот и автоматски во колоната заклучена, таа истата е и заклучена. Има една колона која е невидлива, а може да се извади, тоа е точен датум и време на поднесување на фактурата до УЈП. Овој датум и време го примаме и го прикажуваме, го запишуваме од страна на системот на УЈП. Исто така имаме тука филтер со F12, овој ни е доста добро познат филтер. Има нов момент за ново панелче за фактура, сите креирани и некреирани, значи испратени и неиспратени, и имаме можност да побараме филтер или селекција на истите. Ако одбереме селекција, тогаш системот за одреден период, нели, и за одредени услови ќе ги селектира тие фактури кои не се испратени. Истото може да го постигнеме и поединечно со копчињата плюс, минус и звезда. Еве, јас од звезда ќе ги селектирам овие две фактури и со опцијата од фактура масовно испраќање ќе ги испратиме истите. Ја имам истата порака дека сме во тест платформа. Сега, во моментов, мојот систем е подесен да за секоја фактура бара поединечно внесување на пин, меѓутоа може да се подеси и со еден пин да се внесат повеќе фактури истовремено. Некогаш, да не ви изненади, некогаш значи овие две фактури добија свој печат, односно свој ID, датум и време на поднесување и ознака дека се испратени и поднесени. Значи, и ова ќе го повторам тука, на ниво на една фактура, типот на документот мора да биде фактура. Овдека имаме повеќе типови на документи, резервации, расход, повратници и така преносници и така натаму. Мора документот да биде од тип фактура, во спротивно нема Хеликсот нема да дозволи испраќање на истата, поднесување до системот на УЈП. И четвртата точка имаме во материјално на менито фактура. Ова може да претрпи и промена во иднина, промена на интерфејсот, меѓутоа се надевам дека ќе остане дизајнот и функционалноста иста, или во малопродажба фактура. Значи потполно иста опција, каде што на едно место може да ги погледнеме сите документи, сите фактури, кои не се поднесени. Значи имаме филтер сите, креирани и некреирани, значи поднесени и неподнесени до УЈП, само материјални, само услуги, само малопродажни или сите документи и за одреден период. Ова практично е извадок, еден извештај со основните податоци, датум од кој магазин, која калкулација, по документ, нели, купувач, износ, дали е фактура, еве имаме тука неподнесена, и валидација од УЈП.
Значи ги имаме сите документи, меѓутоа ова е извадок од документите од Helix системот. Истиот извештај го добиваме и на страницата на УЈП, само да видам дали е вака. Значи, тука сега нема да навлегувам во презентација на функционалноста, имаме испратени документи, примени документи, податоци за обврзници и пребарување и така. Во испратени документи имаме филтер и во овој случај еве ги нашите документи кои се предадени, можност за сторнирање на фактура и преглед во PDF. Со PDF прегледот добиваме фактура која е валидна од страна на УЈП со приказ на сертификатот со кој е потпишана со QR код исто така. А тој QR код, јас ќе се вратам уште еднаш во материјалните документи. Добро, значи одиме во една фактура. Ова е фактурата со печатење, стандардно печатење на фактурата. Кај мене наместено на превиу. Во долниот лев агол е ставен QR кодот дека таа фактура е предадена, поднесена до УЈП и е валидна. Доколку се појави потреба, нели, од дополнителни ознаки или некои податоци од страна на УЈП ќе бидат дополнително внесени. Мислам дека системот сега, не сакам да шпекулирам, меѓутоа се надевам дека ќе има и други олеснувања од страна на институциите, затоа и оваа тест фаза да погледнеме што, како, до кај сме стигнале, што е позитивно, негативно, може ќе има некои дополнителни опции, функционалности, меѓутоа, еве QR кодот што го покажав пред малку, не носи до една информација од УЈП дека и таа изгледа, само еве и таа ќе ви таа изгледа вака, преглед на документот, датум на поднесување, износ дека овој документ е валиден и верифициран. Мислам дека ова е доволно, ја ќе го исклучам сега документот да не ми го оптеретува компјутерот. Во главном техничкиот дел е тој и она што сакам да го нагласам е дека практично од наша страна технички е све спремно. Можам да кажам дека не е нешто програмерски толку сложено. Сакам да ја едноставно да ја избришам цела онаа дилема технички сложена, дека се работи за некои JSON и за некои полиња, како сето тоа ќе се одвива. Сето тоа е програмерски дел, значи тоа е од наша страна испрограмирано, сите тие полиња, JSON и начини на комуникација, повикување на API функции и сето тоа е остварливо, значи едноставно еве со ова покажуваме и дека решението ни е спремно и спремни сме да одговориме на сите дополнителни барања што можеби после тест периодот ќе бидат поставени од страна на институциите и од страна на нивниот систем и ќе бидат на време изработени. Од техничкиот дел, Гоце, ако не заборавив нешто, можеш да ме подсетиш слободно, мислам дека све опфатив. Мислам дека се опфатено, така, ја мислам и дека е едноставно решението, значи фактурите се работат како и досега, со едноставно копче или со селектирање се испраќаат до УЈП, со дигитален подпис и целата обврска е завршена. Сега, следно, ако може, Гоце, чисто, сега јас исклучив презентацијата, исклучив, само да видам дали... Ќе јас да ја споделам ако сакаш. Не, ќе се уклучам уште еднаш. Добро, па може. Ајде следниот слайд евентуално, па ќе ти кажам. Ја можам овој шеринг да го исклучам евентуално. Добро. Океј, еволуцијата на Helix ERP. Сега на кратко ќе спомнеме во оваа прилика и некои работи на кои работиме или сме ги сработеле. Чисто како едно инфо, тука немаме презентација во интерес на време, може следниот слайд. Во кои области се би ги сместиле, би ги објавиле. Значи, она што е реализирано, например, во делот за напредно сметководство, ќе подсетам за некои работи кои се сработени, кои се актуелни и барани, добро функционираат во последниве неколку месеци и покрај нели сите турбулентни случувања што бе околу завршната пресметка, еве периодот помина, можеме да речеме дека е завршен, освен некои задоцнети, би подсетиле на работа со различни контни планови за фирми, компании или книгодствени бироа кои имаат владини, невладини, од стопанство, нестопанство, различни
фирми на кои водат сметководство, може секоја фирма да има свој контент план. Дополнителни филтри имаме за почетна состојба во иста фирма, значи почетната состојба од оваа година ја пуштивме во истата фирма, без отварање на нова фирма. Сите документи се на едно место и доградени се дополнителни филтри кои го леснуваат работењето, едноставно создаваат околина на работење само во една година. Значи се игнорираат, односно не се покажуваат старите документи, а присутни се и сите други бенефити, не знам, лагери, извештаи, картици, континуирани од повеќе години и така натака. Имаме исто така финансиски теркови за автоматско книжење на нематеријални трошковни фактури, например режиски трошоци, струја, вода и разни фактури кои не се материјални. Изградивме теркови кои со едноставен повик се повикуваат и се внесуваат само нумерички податоци, 2-3 податоци и сите конта се спремни и се книжи тоа автоматски. Ова може да биде интересно за некоја идна презентација или работилница, каде што ќе можеме и да го презентираме тоа во живо и технички како изгледа. Во делот за автоматизација и комуникација имаме една соработка со една надворешна фирма. Решението е следно. Проверка на мејлови и симнување на сите режиски влезни фактури, нематеријални фактури, нивна обработка со вештачка интелигенција и со помош на терковите кои пред малку ги спомнав, целосно автоматско книжење во финансов налог. Значи, од СМ, не знам, ЕВН, Водовод и така натака, примаме фактури на мејл, системот ги проверува мејловите и финансовиот налог е спремен, веќе искнижен. Исто така би подсетил на мејлинг системот, мејлер системот за испраќање, масовно праќање на фактури до комитенти. Значи, масовен експорт на излезни фактури и нивно испраќање по мејл, потполно автоматски, и тука исто така тие фактури со помош на дигиталниот подпис се дигитално подпишани и законски валидни во овој момент. Тука ни е комуникацијата со Viber, комплетно подсетување на должници со листа на кои фактури ги должат, значи масовно праќање на Viber пораки, Viber комуникација и преку Viber исто така слободно праќање на сопствени промотивни пораки. Значи Viberот ни е еден канал што планираме да го развиваме. Ексклузивно е во овој момент, досега не кажано, никаде не соопштено, планираме и развој на ваква комуникација и преку SMS пораки. SMS пораки преку кои може да се праќаат и промоции, должници и така натака. Од нови функционалности и модули, тука го имаме проширено модулот за сервис на автомобили, истовремено отварање на повеќе прозорци во материјално работење. Ова е мултиформат, значи може на исти прозорец во исти хеликс да се отворат повеќе фактури со нивни распоред во табови, значи повеќе документи, лагер листа, повеќе картици и така натака, исто и во малопродажба. Исто така имаме некои подобрувања во Creator Plus модулот, имаме дополнување и проширување на пивот можности, на дополнителни кориснички креирани формули. Формулите додадено е сега да може да се внесуваат и во условите за филтрирање. Условите исто така може да бидат од предходно креирани листи, например од различни шифрарници на продавници, магазини. Тоа го имаше и досега, меѓутоа тој дел е проширен и ова би било интересно можда за некоја следна работилница. Кој се следниот слајд? Што следи? Еве, некои иновации ја би представил, например, работиме на Power BI аналитика, односно предходниот ако може. Напред на Power BI аналитика, нови извештаи кои ќе бидат директно интегрирани со Helix системот, значи нема да има предходен чекор на припрема на Excel документи, значи ќе остане и таа можност, меѓутоа ќе има и директна интеграција. И би го представил делот на кој интензивно работиме и брзо ќе имаме видливи резултати. Тоа е делот за вештачка интелигенција, односно во две новини.
Едниот ќе биде директна комуникација, разговор со Хеликсот и добивање извештаи со нивно наративно објаснување. Значи, бараме од системот дали сме во загуба или добивка, колкава ни е добивката, дали трошоците се во рамки на нешто очекувано, предвидливи, непредвидливи, не знам, капитални добивки и така натака. Значи, од страна на вештачката интелигенција добиваме објаснување и извештаи од страна на системот и исто така во делот за корисничка поддршка како некои опции се користат, совети, насоки, исто така од вештачка интелигенција во наративна форма. И сето тоа, најубавото е што еден дел ќе биде преку API функции, преку интернет, онака како што ги користиме ChatGPT, NotebookLM, Gemini, Perplexity, DeepSeek, не знам, Bing и така натака. А другиот дел ќе биде и со локална инсталација и ќе бидат практично без трошоци кон енџинот кој се користи. Тоа е во главном новините во делот на вештачка интелигенција. Исто така имаме и подобрувања во мобилните апликации, во делот за фактурирање со мобилни уреди, прием, теренски пописи, нарачки, внесување на влезни приеми и така натаму. Сега не би влегувале детално, само наведувам што следи и што имаме направено. Сега, тоа се во главном правците во кои се движиме, делот од e-фактура и Гоце сега може следниот слайд. Се враќаме на делот на прашања од e-фактура или општо даваме предност на e-фактурата или општо било какви прашања од страна на нашите корисници и Helix системот. Гоце, дали Зоран, можеме... ти благодарам за ицрпната дискусија и објаснување на Helix, како што имаше, ќе го прочитам понатака и коментари дека презентацијата е ицрпна и детална. Јас ќе читам прашања. Ќе ги читам прашањата како што доаѓаа, макар што некои можеби ќе се повторуваат, меѓутоа ако треба и два пати ќе ги одговориме. Ирена Ц, кој го дава пинот? Претпоставам на оној пин кога ја праќаше фактурата ти према УЈП. Да. Пинот е практично, тој се симнува како ID од ЕПДД, каде што сме веќе регистрирани. Значи, тој само треба да го прочитаме. Тој е наш ID со кој ни го доделил системот на ЕПДД. Така да, при самата инсталација на сертификатот ќе се внесе и тој. Може би и ние да асистираме, може и секој да проба сам, така да не е нешто сложено. Али стоиме на располагање, ќе има сигурно консултации од повеќе комитенти, што како за прашањата што почесто ќе се поставуваат, ќе испраќаме и пишано упатство или видео упатство. Еве во моментов можам да ви кажам и дека имаме видео со ова што јас го презентирав, една видео презентација на YouTube и ќе ја добиете комплетно, значи сите опции како се реализираат и ќе го добиете линкот во повратна мејл порака после вебинарот. Така да ќе имаме тука и комуникација и помош и од наша страна. Една убава забелешка од мој сметководител, вие како IT компанија вика треба за вземете став секој да си прави e-фактури, а не ние како сметководствени бироа да им правиме e-фактури. Да, точно е тоа. Држи забелешката, благодарам. Меѓутоа, она што ние го имаме веќе направено, тоа е тоа што јас го покажав, го презентирав. Значи, она што е испрограмирано од наша страна и Helix како ERP веќе го реализира. Може би, затоа велам, оставаме простори за некоја доадаптација или унапредување. Ние веќе го имаме тоа спремно, имаме и доста други работи спремни што не се видливи, чекаме да бидат објавени, прифатени или слично. Значи, постои можност со изработка на фактурата, ги внесуваме артиклите, излегуваме од документот и тој веднаш да се испрати до УЈП и да немаме никаква дополнителна активност. Меѓутоа, во овој момент оценивме дека, поготово барем во тест периодот, дека периодот за изработка на фактурата може да биде и денес, и утре, и задутре, па да се испрати кога ќе биде финална. Тест околината го дозволува тоа,
ја прифаќа таа фактура со постар датум и тој датум станува валиден на таа фактура. Како законот ќе се изјасни во иднина, дали ќе биде дозволено или забрането, на тоа ќе се прилагодиме. Значи сега одевме на таа солуција да биде решението што поедноставно со еден клик, потписот мора да присуствува, барем еднаш внесување на пинот или пасворд, зависи како е решено како е решен сертификатот. Меѓутоа на наедноставен начин, а во иднина може да се автоматизира и да биде неприметно тоа. Меѓутоа, прашање е дали на сите компании ќе им одговара да не можат од после да влезат да дополнат уште еден артикал во некоја фактура. Иначе, све што е направено е максимално да биде тој процес автоматизиран, автоматски. Зуки, ако може да се надоврзам само како Може. одговор на ова прашање, значи идејата мислам дека на мој сметководител да заеднички, сега тука викам заеднички, а не ние само како IT компании, да ги убедиме нивните фирми, каде што тие им водат сметководство, да секој само од нив си ги прави фактурите. Ние, како Зонел, имаме неколку начини да вие обезбедите пристап до програмот до Helix на вашите корисници. Дали тоа ќе биде пристап до вашата база, дали тоа ќе биде тие да го купат, да го изнемат програмот, дали вие ќе пристапуват дека и нив... Малку се изгуби, да. Така. Okay. Малце држи, тоа е на другата страна. Значи тука ние како компанија имаме обезбедено многу начини како вашите корисници може да го користат Helix. Заеднички треба да настапуваме и да го искористиме можеби моментов на фактура, да натераме што поголем број на компании, автоматски се согласуваме ние со вас, да сами си ги прават собствените фактури, затоа што со тоа се преземат и обврската и така натака. Да, тоа е вториот дел, значи најубаво Зоки, не се слушаш нешто? број фактури, оставаме можност и друг некој да ги предава тие фактури, да ги приложува во име на компаниите. Од Радевски, Добре. мислам дека се работи за Таболариус, од причина што досегашното работење не предвидувало секакви детали за правните субјекти из Македонија и имаме ограничени шифраници, дали постои листа со која би можеле да преземе таква дата, такви податоци директно во шифраниот на Helix, да не би морале да ги едитираме сите комитенти? Не сум сигурен дали го разбрав, Гоце. Се работи за она што ние мислам дека веќе го изработиме, можноста на превземање на соодветните податоци од системот на УЕПА. Да, ја мислам дека на тоа се однесува. Значи све она што може да се преземе од УЕПА и за што имаме API функции, значи можност за интеграција е направено, меѓутоа имаме и најави, меѓутоа се уште немаме API функции од страна на системот за УЕПА, па се надеваме дека во иднина ќе бидат и тие доставени и овозможени и нашиот систем е во принцип спремен. Еве, например, како сторно фактури или одобрени или некои типови документи, сега во моментов можеме да испраќаме само фактури, меѓутоа друг тип на документи очекуваме системот да ни овозможи во иднина или да застане на ставот дека само фактури, па можда на друг начин ќе биде тоа регулирано. Имаме во позадина и други некои шифраници, механизми, меѓутоа чекаме на соодветни процедури да бидат овозможени од страна на УЕП. Иначе, она све што е предвидено е досега направено од наша страна. Например, кога се внесува комитент, имаме тука интегрирано решение, доколку го внесете даночниот број во името на комитентот, со Enter, он ја комуницира УЕП, системот на УЕП го комуницира и ги презема сите податоци, адреса, име на комитентот, даночен број, или веќе го имаме и така натака. Така да, например, курсни листи имаме со Народна банка, преземање и така. Има три прашања сега што мислам дека во еден одговор Зоки ќе ги споиш. Од Филип Белјановски, мој сметководител, од Димитар, значи се однесува на кој начин корисниците ќе ја имаат ова надградба. Со која верзија или ние што имаме активен пакет, дали ќе ни следува прашање, да се тие три прашања? Да, ова ќе го кажам со кратка формулација, ќе влезе во пакетот на за одржување за надградби. Значи, со активен пакет ќе биде вклучено доработки, проширувања, додавање на функционалности. Исто така, значи,
тие што се на активен пакет нема да имаат финансиски трошок, освен некои доработки кои некој ќе ги побара и ќе бидат специфични само за неговата компанија. Значи све она што ќе биде подобрување и ќе важи за сите и ќе биде добро, без разлика дали некој комитент ќе го побара или ние ќе го прочитаме на УЈП или ќе го добиеме од УЈП, добиваме редовни известувања како IT компанија, како нели програмерска куќа. Сите тие ќе бидат вградени и ќе следуваат со активниот пакет на одржување. Радевски, од причина што во сметководственото биро имаме повеќе овластени сметководители на дворешни корисници, дали овластувањето со дигитални сертификации на ниво на фирма или на ниво на корисник во Helix? На ниво на фирма, а корисниците имаат овластување дали смеат да поднесуваат фактури или да го гледаат оној панел конзола за проверка на фактури. Значи тие се на ниво на корисник, а на ниво на фирма е овластувањето за поднесување. Уште едно прашање исто од Радевски е дали постои заштитен механизам од дупло праќање на фактури кон управата за јавни приходи? Да. Прво има проверка од наша страна, значи тие што се веќе испратени го имаат оној печат што го покажав, да го наречам печат, значи ID и време на поднесување од страна на УЈП, ние тоа го контролираме, доколку го има не ја праќаме фактурата, а и управа враќа порака со грешка, односно насока, дека не е можно два пати да се испрати еден исти документ со еден исти ID. Така да нема тука опасности. Од Димитар, вика, што со оние фактури кои се ослободени од ДДВ, како пример член 32, член 24 од Закон за ДДВ и така натака? Вака, податоците ние ги праќаме до УЈП со даночна тарифа, не би влегувал технички во, пак ќе го спомнам тој JSON, не сакам да звучиме технички неразбирливо, има доста детали во тој поглед, меѓутоа, шифра, баркод, опис на артикл, даночна тарифа, износ без ДДВ, ДДВ тарифа и така натака, ги даваме до УЈП. Понатаму се надеваме дека останува на УЈП тие да ги обработи, прифати и евидентира, така да мислам дека нема во моментов некој ограничување доколку се поднесат сите податоци и доколку се примени од страна на УЈП, останува натаму системот како таков, така да во моментов немаме нешто посебно, некое сознание дека имаме тука некои исклучоци. Која е постапката за нашите клиенти, односно клиентите кои што ги имаме ние сметководствените бироа да се регистрираат за да ги издаваат самите своји фактури? Значи она Зоки Прегеска што го одговоривме дека ние овозможуваме начин како го користат Helixот да може да издаваат сами фактури, а ние да ги пренесуваме кај сметководителите со досегашниот пренос, со пристап и така натака, а тие во секој случај треба да се регистрираат на УЈП, нели, системот? Да, тоест тие спаѓаат во оние компании кои сами ги праќаат фактурите, ги поднесуваат до УЈП и тука имаме пристап, например сметководителот со интернет лиценца може да пристапи и со книжење да ги обработува сите тие податоци, но предавањето, поднесувањето е страна на компанијата. Значи остануваат сите можности со тоа што сметководителот не е тој што ги поднесува самата компанија. Освен ако не договорат поинаку, постои можноста сметководителот да ги одобри и да ги поднесе финално, меѓутоа мислам дека попрактично е самата компанија. Прашање од стамбен управител. Дали фактурите издадени кон физички лица се дел од овој систем во оваа фаза? Вака, кон физички лица на работилниците, на средбите кои беа организирани од страна на УЈП, она што ми е во сеќавање беше дека ова ќе биде во втора фаза, значи стамбени управители, имаше поставено прашање од представник на ЕСМ, дури бројката вика беше, ако се сеќавам добро, околу 950.000 фактури месечно и ставот е дека тие ќе бидат во втора фаза, не во прва фаза, како прв чеква, значи во моментов не, кон физички лица. Ова е интересно прашање повторно од Радевски, што се случува доколку полуспремна фактура по грешка испратиме до управата за јавни приходи? Потреба би било да едитираме или да испратиме повторно. Дали имаме панел во кој овие промени би можеле да ги погледнеме? Пример, испратена ваква верзија, не испратена ова верзија од истата фактура. Верзионирање не е предвидено, значи внимавање пред да се испрати. Во овој момент важи тоа правило. Откако ќе се испрати фактурата, очекуваме можност за да се сторнира, да се испрати сторно фактура, меѓутоа не и корекции на истата фактура. Во Helixот ви се овозможени сите опции како и досега, освен промена.
Промена значи промена на податоци и бришење на ставки, дополнување и така. Значи увид. Зоки се изгуби малку. Фактурата, значи немаме не се Зоки предвидени верзии. дали може да повториш уште еднаш последниот реченица, зашто кратко ти сец на интернетот Да, да се да, изгуби. можно е. Значи не се предвидени верзии, верзионирање, предвидено очекуваме само постапка за испраќање на прикачување на сторно фактура, но не и корекции на истата. Во Хеликсот се можни и овозможени сите други функционалности, освен корекција, ажурирање, нов производ, на пример промена на производ, бришење или промена на самите податоци на фактурата, датум, број. Овозможено е печатење и калкулација, испратница, фактура, понуди, гаранции и така натака, меѓутоа не и корекции. Тоа е ставот на системот во моментот. Значи нема верзии, само корекција, односно сторно од после. Она што преска го спомнав, Димитар, секој е чест Зоран за презентацијата. Благодарам, Димитар. Мислам дека во тоа може. И има и прашање. Дали другата страна треба да ја потврди фактурата? Да. Има, значи, она што го покажав на сајтот на УЈП, имаме испратени фактури и примени фактури. Примените треба да ги одобриме. И фактурата, според она што не информираше УЈП на организираните средби, е дека валидна фактура е откако ќе ја прими другата страна. Значи, имаме, меѓутоа сега во моментов само на сајтот на УЈП. Преку Хеликсот немаме овозможени такви функционалности, повици, API и така. Очекуваме, беше разговарано и да имаме масовно симнување во PDF, дигитално подпишани или некој сличен формат, дури batch processing, да има на еднаш 100 или 1000 фактури да можат да се симнат, да се даунлоадираат. Меѓутоа, чекаме на тие функционалности. Во моментов се само они основни ги немаме уште. Имаме прашање од Сонја, дали треба на датумот на изготвување на фактурите да се испратат до УЈП или може да се соберат повеќе фактури од различни датуми? Може од различни датуми, сега сакав и да го дополнам и претходниот одговор за корекции на фактурата. Значи, во овој момент системот прифаќа фактури со постар датум, така што оние фактури за кои не сте сигурни дека се финални, може да ги оставите и да ги предадете откако после ден, 2, 3, откако ќе се финализираат. Значи, датумот во моментов УЈП прифаќа и постари датуми. Значи, можете да селектирате на постапката која ја покажав, може да селектирате повеќе документи и да ги испратите масовно наеднаш. Дали имате информација што со странските фактури што се издаваат? Збориме за фактури за извоз, мислам дека во оваа фаза Зоки не се тие дел од овој систем се уште. Да, се уште не се исто. Од PC, браво за презентацијата, се е одлично објаснето. Благодарам. Така е подпишан како PC. Да. Со број е подпишан следното прашање, со самото изготвување фактурите ќе се праќаат до УЈП од самиот Helix програм, но постои можност да не функционира страната и да не се пратени фактурите. Како да постапиме, дали ќе знаеме дека е во ред? Добиваме ние повратна информација, она што беше повратен ID и датум и време на поднесување. Доколку не ги добие Хеликсот како валидни, тогаш значи има проблем со системот. Може не е паднат страната на УЈП системот, можда интернетот е во прекин или има некој проблем, еве како ја со интернетот, све беше во ред пред вебинарот, па после имаше некои мали доцнења. Доколку има било каков проблем, ние нема да го добиеме тој ID и фактурата нема да биде поднесена валидно. Доколку го добиеме, тогаш е сигурни сме и го запишуваме тој податок дека е таа предадена. Така да мислам дека нема опасност од такви слични грешки. Што се случува со фактурите кои нема да бидат прифатени? Тоа нели беше она што преска го дискутиравме околу УЈП, дали ќе треба да се справи сторно или не, или така натака? Да, тоа веќе не е во наш домен. Ако не се прифатени, тука може да е некоја фактура спорна со примачот и издавачот, и понатаму статусот стои неприфатена или одбиена и Предпоставам дека во следниот период очекуваме некој став тука. ќе следат ставови од УЈП за оваа тема. Да, дефинитивно, да. Ова е интересно прашање од Радевски, дали ќе може аплод од електронска фактура во магазинска влезна, од причина со сега по линијата би требало веќе да се фиксни стандардни кај сите фирми. За жал нели сега не, колку што знам, Зоки не се уште возможно симнување на фактурите од страната на УЈП.
Да, очекуваме и тоа ќе биде една многу силна функционалност на Helixот, меѓутоа очекуваме функционални процедури, API, повици со кои управа ќе ни овозможи да читаме влезни фактури и во тој случај планираме тие влезни да се претворат, од тие влезни фактури да се креираат автоматски и влезни во Helixот. ЦСЈ, две колишки правиме фактури, немаме дигитален сертификат. Дали со дозвола за праќање значи дека ќе фактурата ќе ја доставиме до лицето кој има Да. дигитален сертификат да ја потпише и дали во УЈП треба фирмата да не овласти како обработувачи бидејќи немаме дигитален сертификат. Па со овластување, меѓутоа дигитален сертификат би требало да постои. Овластување може да ми направат, меѓутоа сертификатот Да. мора да биде внесен или во системот кај нас, во мора да онај дел биде на фирма кај внесен, што покажат да, тите. да, без сертификат А, нема да биде можно. Ако ние бироата ги изработуваме фактурите за нашите клиенти, Лилијана Димитриевска, извини, прочитав, ако ние бироата ги изработуваме фактурите за нашите клиенти, значи ли тоа дека ние ќе ги потпишуваме и нивните фактури? Па, а, па во тој случај бироата, пошто ги изработуваат, тие и ќе ги поднесуваат. Значи, тоа е онаа опција доколку некој договори со самото бирото да ги поднесува, тогаш ќе ги поднесува и бирото во име на фирмите. Меѓутоа Ес, се знае која фирма е, фактурата од која фирма е и кој ја поднел. Значи, до управа постои податок кој е поднесувач, а кој е издавач на фактурата. Мој сметковител тука се надоврзува, стои на тоа дека сметководствените бироа не би требало да ги прават фактурите на клиентите и јас се согласувам тука до Да, некаде и точно. ние сме тука да ви помогнеме да ги натераме заеднички комитентите да добијат некаква верзија од Helix со која тие тоа ќе го прават. Дали тоа ќе е купување, изнаемување, пристап и така натака, тоа заеднички можеме да го договараме. Стабен управител, како ќе функционира приемот на влезните фактури, дали ќе ги примаме и импортираме преку системот на досегашниот начин, она што го зборевме до сега, Да, го дека одговорив. чекаме од УЕПА информација, така. Гоце Момировски, дали може да се постави даночен број контакт, мейл и телефон на поднесувач во случај на книговодствено бюро за сите фирми масовно, каде што ќе имаме овластување? Да, предвидена ни е и таа опција, доколку бирото сака да биде овластено практично за сите фирми, со едно масовно доделување ќе може да се ажурира и тој податок. Повторно во сосибнувањето на фактурите, нели што го разговараме, го имат и Радевски, Да, и Димитар да, и Real Account. Дали имаме опција за автоматско преземање? Во оваа фаза нема од УЕПА да, таква немам. опција. Да, Дали ќе го сработат? Постои даунлоад само од сајтот на УЈП, рачен даунлоад и очекуваме тука да има некоја автоматизација, да добиеме API пристап и тоа ќе биде возможено. Тогаш имаме веќе ние спремно сетирање во кој фолдер преку FTP конекција со user password, cloud решение и така натака, каде што автоматски ќе се носат фактурите во еден вид архива. Мој сметковител вика да, во право сте го цензуран, тоа е добра опција за понуда да го користат вашиот програм за e-фактура. Значи заеднички тука треба да настапиме во секој случај, партнерски, ние вас сметковителите и како партнери ве гледаме цело време во процесов. Виолета iPhone, колку дена имаме можност да ги испратиме фактурите во УЈП? Во моментов во оваа тест околина немаме ограничување. Значи системот во моментов прима и од јануар фактури, мислам дека не сме го тестирале со постари, така да нема ограничување доколку се заземе некој друг став од страна на УЈП, тогаш ќе се прилагодиме. Две прашања од Real Account и Билјана кои се повторно на оваа тема што се до сега разговараме околу тоа како клиентите нивни да полесно да го користат системов, а да не морат тие да им фактурираат како сметководители. Значи ние имаме неколку варијанти на купување на програмот и така натака. Меѓутоа, знаете, кога разговараме со одредена фирма, треба заеднички да утврдиме која е големината на фирмата и која цена треба да ја понудиме заеднички. Овој период до октомври месец, ние да не чекаме октомври, треба заеднички да го искористиме, да им пристапиме заеднички на фирмите и да им понудиме соодветно решение, соодветно нивната големина, нивните потребни, нивните барања. Тоа е одговор, мислам дека на Real Account и Билјана. Не знам Зоки ти да имаш да додадеш нешто на оваа тема. Зорки? Тоа фактури да евентуално да Повторно Зорки ни сецка. Зорки, дали се слушаме? податоци со посреден медиум, значи копирање на податоците и така да имаме повеќе модели и мислам дека и ценовно и функционално би пронашле решение за секој тип на поврзување, така да за ова да разговараме
поединечно од случај до случај. Мислам дека Ве- имаме и добри решенија и ефтини исто. Верче повторно околу физичките лица, значи во овој момент не физичките лица околу фактурирањето нема да бидат во оваа прва фаза. Да. Мој сметководител фала на одговор, Филип Филјановски фала на одговор. Тука има една дискусија меѓу сиве што се вклучени за тоа дали треба да фактурираат или не. Мислам дека сите го читате чатот, да не го прочитувам одново, не се работи за прашање. Едно прашање од Надица Радевска во делот на новите теркови во финансово. Значи, ова е прво прашање што е надвор од фактура. Терковите за финансово, кога што гледам, може да се користат за влезни, меѓутоа и за излезни фактури. Према создадено трик. Прашањето е дали може да се користат само за влезни трошковни фактури или оставено на наш избор. Да, тој терк што го спомнав како новина може да се користи за трошковни фактури, значи фактури кои се нематеријални. Немате калкулации во кои се внесуваат артикли со цени, количини, шифри и така натака. Значи, внесувате само износи. Теркот е претходно спремен, контата се познати, во одредени позиции внесувате само краен износ, износ на ДДВ 18%, например, износ или основица со едно копче F9, сите конта се спремни, износите се искнижени во финансов налог. Значи, многу олеснува, можеме една работилница да организираме, макар да имаме презентација за ова. Така да, ова е наменето баш за влезни фактури кои се нематеријални. Значи, внесувате само 2-3 износа и све се книжи автоматски. Исто може и за излезни, доколку се нематеријални, во истиот терк, само со излезни конта. Терковите сами ги креирате, имате иста слобода, тука страна должи, побарува, плюс, минус. И кога ќе повикате фактурата, препишувате од фактурата само 1 или 2 или 3 износи максимум и све се книжи автоматски. Значи, мора да се внесат затоа што нема друг начин, тие нема од каде да ги прочита Хеликсот. Барем сега за сега. Макар да и тука спремаме некои новини за препознавање на фактурите, ама треба да се скенираат, па со вештачка интелигенција и тоа е можно, меѓутоа мислам дека ова е најбрзиот начин и најпрактичен во моментов. Весна, значи како би се креирале фактури за градежни услуги и градежни книги? Значи постои во системот при праќањето на фактурата према УЈП да се стават и референтни документи. Значи тука се нарачки, градежни книги, испратници и така натака, каде што се наведува бројот на градежната книга која е поврзана со таа фактура. Се уште не му е тоа до крај функционално на УЈП, меѓутоа кај нас е спремно во основа. И знаеме на кој начин ќе треба, вие ќе треба на нивото на фактурата да внесете за која градежна книга се однесуваат и тој број ние го праќаме. Самата градежна книга не се качува на УЈП. Сега за сега бареме таков ставот на УЈП во упатствата. Дали овде влегуваат државни институции? Согласно она што го имаме ние како информација кој УЈП и према државните институции фактурите ќе се креираат од овој систем, преку овој систем. Сега дополнително прашање имате дека кај нив се валидни се само фактури со 3 нивни потписи. Предпоставам дека ова ќе се смени до октомври месец кога ќе се стартува системот. Или како ќе биде веќе тоа треба се провери. Меѓутоа во секој случај, како што видовте на слайдот, викаат B2 бизнес и B2 government, значи B2 према влада фактурирање. Да. Идеја центар, дали се за плаќање се внесува EUD бројот како број на фактури, дали УЈП мисли дека има платена неплатена ако се повика овој број, ако го внесеме нарушен број на фирмата кон која должиме. Мислам дека ова треба да почекаме од УЈП што ќе направи. Да. Треба да почекаме изјаснување тука. Во врска Радевски во претходното прашање што беше во врска со преземањето на подоците. Ако го имам внесено од табелариус, немам даночен број, немам ништо, дали има опција за целосно преземање на подоците. Тука мислам дека без даночен број не можеме да воспоставиме никаква врска со базата на УЈП, така Зоки? Да, даночниот број е клучен податок. Треба да имаме валидни даночни броеви за испраќање на фактурите. Затоа што во самите податоци што ги бара системот на УЈП, клучен податок и задолжителен е даночниот број на субјектот. Фатон, значи ако испрачаме денеска роба, не е задушено да се испрати уствари фактурата одма веднаш. Да, во моментов оваа тест платформа прифаќа и со постар датум. Значи денеска, ако не е финална фактурата, може да се дополни утре, задутре и после неколку дена да се испрати, да се поднесе до системот на УЈП.
прашање на Сафе дали можеме со XML да ги прикачиме фактурите за понатамошно процесирање, веројатно мисли на влезни фактури. Ние веќе кажаме дека од УЕ па чекаме, а дека имаме наши решенија веќе за импортирање на влезни фактури од Excel, XML и така натака имаме, нели? Да, Зоки? да. Real account повторно на околу финансиската цена за крајните корисници, значи слободно го поканувам Real account да не покани на состанок на кафе пиење, да видиме отприлика каков тип на комитент имат и за секој тие комитенти да креираме соодветен пакет финансиски за да можеме да ги натераме да почнат сами да си го направат фактурирањето и за нив ќе биде подобро и вас да ви олесниме. Имаме веќе ние искуство, веќе соработуваме со многу фирми и пред фактурава со пренос на податоци, со пристап, лиценци и така натака. Значи го поканувам од Real Account слободно да ме побара, да договориме на состанок во текот на следната недела кога сакате, да не чекаме октомври месец, да полека да пристапуваме фирма до фирма да го искористиме периодот сега кога се уште се тестира. Имаме решенија за секој случај, меѓутоа од случај до случај треба да разгледам. Кажавте дека сега нема рок кога треба да се прати фактурата, од друга страна фактурата е валидна од кога ќе ја прифатат или кога ќе се постави таму, значи ни е важно што побрзо да ја пратиме. Добро е како коментар, да речам. Тоа е точно, да. Ова за градежните фактури прикачување одговориме дека нема да се прикачуваат градежни ситуации, а мислам дека ќе се става само бројот на таа ситуација што треба да се користи. Околу државните институции одговориме, вебинарот се снима, да, и ќе може да ќе ви го препратиме на мејл на сите корисници кои беа пријавени. Да, и ќе добиете линк до видеото каде што може да го погледнете техничка презентација, ова што го покажав, како се реализира поднесувањето на електронската фактура комплетно. Радевски има точно прашање, викаат системот не дозволува, системот не дозволува автоматско преземање. Што доколку јас ги скимнам рачно, дали може рачно да ги качам во Zonel, значи имаме нели од Excel, од XML импортирање на комитенти во секој случај, така? За шифраникот на комитенти се мисли. Да. Тоа е веќе ако ги добиеме во некако формат соодветен со податоци кои ги имаат, кои се нас потребни како комитент име и така натаму, ние форматот ако е запазен, тогаш може да. Дали непрефатена фактура е валиден документ за книжење? Според моје сознание не би требало. Значи тука немаме толку детално објаснување што со прифатена и неприфатена фактура, меѓутоа како можност постои. Она што ни беше кажано е дека фактурата е валидна откако ќе се прифати. Тоа значи на некој начин и подпишана, верифицирана, прифатена од страна на другата страна. Меѓутоа што понатаму, ајде очекуваме и тоа од системот да заземе став. Меѓутоа мислам дека нема да биде валидна. Значи тука има нешто е спорно. Даница во врска со повторно тркови во финансово книжење, викаат ние веќе го пробавме и функционира, меѓутоа го пробавме и за излезни работи за излезни фактури. Подетално се дел каде што не. Не, Надица Радевска, да, веќе го пробавме, се мисли на систем за финансиски за текови. Значи ние го планираме за влезни услужни, меѓутоа еве функционира и за излезни. Супер, да. Јас се префрлив на другото прашање. Функционира за било кои трошковни, значи за било кои нематеријални фактури. Тоа е едноставна универзална шема, конта, страна за книжење, износ, се внесуваат само неколку износи и све друго е припремено со едно копче F9, се книжи автоматски. И влезни, излезни, услужни, секакви документи. Стамбен управител, дали може подетално да се објасни делот каде што најавте дека постои можност за фактури, на пример, од да се симнат од мејл и автоматски да се импортираат како влезни. Ова мислам дека Зоки посебен состанок би може да одговориме со стамбен управител за да му го објасниме како опција. Да, на мене тоа е системот, само ќе кажам, на мене за поголем обем, значи за 2-3 фактури месечно можеби не е толку интересен, а може да биде. Меѓутоа за поголем број фактури заштедува време, фактурите обично стигаат по мејл, системот ги симнува, ги скенира, атачментите, нели фактурите во атачмент ги скенира, соодветно за кој тип фактура се работи го повикува овој финансиски терк и ги книжи во налог. Значи олеснува, меѓутоа за поголем број фактури сега.
Дали ќе стамбен управител ги повикувам да направиме состанок да ја видат може оваа да опција како го функционира. презентираме тој дел, да. Да. Digitron Technologies, која ќе биде функционална опцијата за истовремено отварање на повеќе продукти и материјално работење. Ја наведовте на почетокот на јануари, но последна информација што имаме дека се уште не е активна. За мултиформ во Да, материјално. мултиформат активен е, може да го презентираме, меѓутоа можеби не е активиран кај сите корисници. Може да покажеме на некоја следна работилница како се активира или да го активираме од наша страна. Иначе е спремен и функционира. Значи, Повеќе излезни документи, повеќе не знам, лагер, материјални картици, повеќе може да имате споредбени во табови, малопродажни документи, повеќе калкулации нели лагер картици и така. Финансовото веќе од поодамна го имаме, така да можеме на помала презентација да направиме. Го повикувам Digital Technologies, на ќе прати еден тикет, па ќе да. Ќе со него ќе се реши тоа. Мој сметководител вика супер сте вие, сте спремни уште да купат нов сервер и да работат до 4/7 или ќе не биде. Еве тука ќе да се надеваме. Да, ми излета мислата сакав ова да го спомнам, а добро ме потсети прашањава. Значи некогаш може и да се причека подолго во смисол на пола минута и минута. Откако ќе се внесе пинот, некогаш се чека малку подолго, меѓутоа поретки се тие случаи. До сега не сме имале случај да падне системот, да биде нестабилен или да не прифаќа фактури, барем од наше тестирање, меѓутоа во иднина ќе видиме. Се надеваме дека ќе издржи, дека е стабилен сега. Ќе видиме како ќе испадне. Дали може да се креираат тие фактури директно на порталот на УЈП и ако може каде на порталот е тоа? Ако се сеќавате на почетокот, јас кажав дека очекуваме до крајот на март тој портал да биде вклучен, значи сега не е се уште тој портал пуштен, каде што може директно да се прават на УЈП тие фактури, чим се биде вклучен, веројатно ќе добиете некоја информација од УЈП, па ќе може да го пробате. Да, предвидена е и мобилна апликација и портал и така. Меѓутоа тоа е за делот за рачно внесување. Да. Real Account не поканува на кафе за делот што правиме мовете за пристап до нивните комитенти и така натака. Миријана Тасески, дали може се со различни сертификати да се подпишуваат за различни клиенти? Не кажам на Нелизоки дека на ниво на фирма се внесува сертификатот. На ниво на фирма, да. Надица, дали можеме да бидеме вклучени во тест периодот, пример да ни инсталирате тоа што имате изработено моментов и да бидеме вклучени во тест периодот на фактура преку Helix? Може, ќе ни биде задоволство. Мареми Трейд за испратница врз основа на која е креирана фактура, дали ќе се прикачува, може се прикачува бројот да се става бројот на испратницата, а не самата испратница. На УЈП системот само се испраќаат броевите на референтните документи кои се врзани со таа фактура, а не самиот документ. Значи нити градежна книга, нити испратница не се прикачува. Да, во моментов само фактурата е носечки документ, а сите други се пропратни документи, само се наведуваат. Догоди, зато не знам. Ето тие ги беше. Гоце Момировски, околу прашањето од Радевски за преземање на матичните податоци од комитентите од УЈП не слушнав одговор, тоа би било многу добро и само ќе се вратам назад, извинете, стамбен управител. Дали управителите на стамбени згради се целосно иземени во оваа прва фаза? Јас колку што знам, да. Беше разговарано за општо фактури према граѓански лица да не бидат во првата фаза. Освен ако не се смени во меѓувреме нешто. Значи во овој момент фактури према граѓански лица не спаѓаат во првиот чекор. Меѓутоа пак со одредена доза на резерва се оградувам тука дека ова е мислење и став на законските институции. Сепак тука треба да се праша можда некој покомпетентен, али ако што знам дека не се планирани во прва фаза. Околу прашањето од Гоце Момировски, околу прашањето од Радевски за преземање на матични податоци на комитетите од УЈП не слушнав одговор. Тоа би било многу добра и улеснителна опција за нас при креирање на нови клиенти. Значи ние не правиме зоки некоја опција каде што тие кога става да ношиот број си презема, така? Да. Helixот го контактира системот на УЈП и ги презема сите податоци и ги запишува во соодветните полиња, да. Значи форматот е пропишан, комуникација имаме, како што спомнав, како со Народна банка, курсна листа и други некои такви комуникации, така да доколку имате даночен број, во име на, нели внесувате нов комитент, во име на комитентот го внесувате даночниот број, во тој случај системот ја контактира УЈП за тој даночен број, ги повлекува сите потребни податоци и прилично олеснува при внес на нов комитент. Анета
Ве молам кратка постапка на прифаќање на фактурата од страна на комитентите, значи во системот на УЈП, она што малку го влезе, Зоки, се дали може да го порикажеш или Да, ќе се обидам. меѓувреме на Зоран Велјановски дали треба како корисници јас ќе запалам кај мене шерингот, ако сакаш да шеруваш. Еве вака скрин 2, окей. Дали се гледа? Само секунда, мислам дека да, еве го. Значи овде имаме испратени документи и примени документи. Значи овие се од Зонел испратени, тие што ги тестиравме, во примени документи, само да видам, еве ги сите примени документи и од десна страна имаме PDF фактура и имаме одби фактура. Значи на овој начин, еве јас ќе притиснам, оваа функционалност не е достапна во тест фазата. Значи овие функционалности не ни се уште овозможени, меѓутоа на порталот фактурата може да се одбие на овој начин. По дефолт е таа примена, меѓутоа може да се одбие. Да. Филип Велјановски, дали треба како корисници на Зонел да се пријавиме за сите измени да се инсталираат? Мислам дека ние како законска измена ќе објавиме на кога планираме, не знам сега, Зоки. Па штом ќе биде малце барем официјално, сега ептене во тест фаза. Чим ја објавиме ние како законска измена, вие ќе добиете мейл и после може да се пријавите за инсталација на таа верзија кај вас. Да. Еден став на Гоце Момировски би морале да примаат фактури со постар датум, посебно во период на завршување на даночен период или фискална година. Стамбен управител, предпоставувам, благодарен одговорот за одговорот дали стамбените управители ќе бидат вклучени или не. Да, Гоце Момировски нека прати тикет за оваа опција за повлекување на комитентите, која ќе ја пуштиме, ќе ја вклучиме кај него, така? Да. Од прилика пакет ќе следува. Од прилика мислам дека Зоки издржа мачки на бројов на прашања. Па да. Друго прашање во моментов немаме. Повикувам ако се уште некое прашање остана неодговорено. Ако сака некој, ако му е попрактично, може и да се вклучи сега, да се вклучи со глас, да постави прашање, не мора со пишување во чет. Нека има малку и нота на дискусија овој вебинар, да не биде само монолог од моја страна и од страна на Гоце. Еве ќе почекаме малку, слободно може да се вклучите или да напишете уште некое прашање. Повеќе. Да. Сега е планирано, меѓутоа дали овие рокови ќе се испочитуваат и дали све ќе биде спремно, останува да видиме. Се надеваме дека е оптимистички и реален овој период од 1 октомври, ама далеко е за да кажеме од сега дека све сигурно ќе профункционира и дека нема да се случат промени. Јас искрено, еве, од програмерски аспект, од IT познавања, очекувам дополнителни функционалности. Може би не да се укинат некои од тие што се пропишани и направени, меѓутоа мислам дека поготово од аспект на поголема практичност, мислам дека ќе има и дополнителни функционалности, а од наша страна спремни сме со сите потребни механизми да ги реализираме што е можно побрзо. Зоки, така да се надевам. Само една дополнителна забелешка на ова прашање. Искуството Србија е пред нас некои 2-3 години со имплементација на ова решение. Искуството, најголемиот проблем што таму се случило е тоа што сите компании го чекале последниот момент, последниот рок да се вклучат во целава оваа активност и се случил малку хаос на крајот во целава работа. Она што го добив јас како впечаток дека најголем дел сепак се вклучени на вебинаров сметководствениве бироа. Да не чекаме 1 октомври да заеднички ги убедуваме фирмите, сега треба да вие земете софтвер, треба да користите софтвер нова или на онај начин seедно. Real Account веќе не покани на кафе и следната недела ќе го посетиме во секој случај за комуникација, да заеднички побрзо го искористиме овој празен до октомври месец, додека се тестира и така натака, да ние пристапиме до фирмите, да заеднички ги убедиме барем поголемиот дел од ваши фирми дека треба веќе тие да почнат таа обврска на фактурирање да си ја преземат кај нив. Дали тоа ќе биде купување, изнаемување, пренос и така натака, технички детали се не би разговарал, меѓутоа ве поканувам сите овие што сте сметковители вклучени да го искористиме заеднички периодов, да не чекаме на 1 септември да започнеме тогаш, ќе биде многу тешко за сите нас тогаш. Точно.
Прашања немаме повеќе. Јас само би се заблагодарил на сите за вака масовното присуство. Уште едно резиме дека Хеликсот и како екипа Zonel Software е спремен да одговори на овој предизвик. За електронска фактура најавивме некои интересни работи и очекувајте релативно побрзо да имаме некои работилници и презентации на истите. Малку периодот што измина беше со и наши и ваши гужви нели во врска со завршените пресметки, меѓутоа продолжуваме и понатаму со активно темпо. Мислам дека одговоривме и на сите прашања, за сите други функционалности и дополнувања на ова решение ќе бидете известени, ќе организираме ако треба исто така друг вебинар, ќе ги објасниме, презентираме и ќе преземеме се што е потребно. Уште еднаш благодарам од моје име за присуството, за прашањата, за учеството и се гледаме на некој од следните вебинари. Пријатно. Пријатно.